Одиме на Турција, тоа повеќе ме интересира. Сега таму имаше шанса дури и за метал. Да, за метал. Сега опиши ги тие моменти. Сега ние тој ентузијазам, тие припреми направивме све. Од доаѓаме во Турција играме со Шпанија и со Украина. Шпанија беше светски... Годината 1997. Шпанија светски вице-првак на прошлото светско првенство, а Украина стана тогаш вице-првак. И ние играме нерешено, можеме да ги тепаме двете. Со Украина добиена утакмица. Мислам, добиена утакмица толку малце, значи колку пак доаѓам пак до таа среќа, викам пусто до таа работа. После тоа се случува. Кавга со член на управа со Марија Начевски на полувреме влага, јас го трагам и станува Кавга тука. Ја не дозволам бескруполно, не може човек, мислам, заслуги се големи за сите, нели? Ја и понатак имав проблеми со Бојков и со све, ама никош не сакам да дозволам, без разлика колку е заслужен човекот за тоа, не може да се меша во стручната работа, не може да дојде таму кај што нема местото. И сега и мешање околу купување чоколада, купување татли, како ги викаат овие, не може да му даеш пред утакмица која може да се отрујат играчите. Тако имавме труење и во Катар. Од самојволно играчи јадење, значи не е дисциплина на таа работа, мешање во работата на тренерот. И труењето со храна пред Хрватска. 7 играчи со инфузија ги однесоа во болница тоа. И изгубивме 10 разлика со Хрватска. Не може да одат играчите. Се повративме после тоа со Турција. Нерешено одигравме, исто таму имавме некој нормално домакин, има помош на судиите, ама тој белек на сето тоа, таа Кавгата, све почна екипата, значи од една еуфорија, една Украина стана вице-првак. Значи ние можеме да добиеме медаља. Колку малку е до патот до успехот, тоа е една чудна една работа. И после тоа имавме исто ја тепавме Австрија и со Тунис кој стана после трет на светот. 90% таа репрезентација беше таму, исто статива Крстев на крај удиран, треба да тепаме, они на контра дават гол 2, после тоа победуваат. Кои беа носители на играта во таа репрезентација? Во таа репрезентација беа вака, беше Лазаров, беше Мојсовски, беше Бранче Ангеловски, Кирија Танасовски, беше Марковски, Иве Марковски, беа голманите Диви Ангелов, беше и Мисовски, да не заборавам некого. Добро, нарочно те прашав за да ги споменеме имињата на тие, а од тие пак некои подолг период, па и денеска. Мојсовски и Лазаров се уште игра, репрезентација и се носите. Тоа сакам да кажем, и после тоа дојавме во Скопје, ние прекс направивме, тоа се стана бугра. Јас сакам да се изборам за статусот на тренерите, да нема, ако сакаме еден ваков проект да имаме успех, не дадов поддршка, тогаш беше председател Бојков, разговараше, ќе направиме, ама после тоа видов дека колку е сатот и така заврши таа моја работа со 98-99 негде со Македонија. И пак не можеш да издржиш овде, одиш од Саудитска Арабија. Од каде? Малку беше чудно вака за сите што те познаваат сега од Франција, Италија, Германија, едно европско живење, одиш во Саудитска Арабија, каде што луѓето си живеат онака според нивната традиција, која е пак да се живее од наш аспект е тешко. И одиш во најквалитетниот клуб ли? Не, тоа најквалитетен спортски клуб. Ракометот беше секција. Сакаше да иде напред тогаш и Ице Магдинчев беше таму и во Дамам беше он и ме викна еден клуб сака, дојдов таму 2 месеца на проба, тие одушевени од мене, потпишаме договор, останав таму година дена, ама што да ви кажам, кој имаш цел во животот, ја тоа купив стан, дадов учество, ми требаа пари, и викам, кидам ќе печелам стан. Ама и тамо се уплаши за пари едно време. Да, парите не ги дестигна. Ќе го кажам. И таму, ама не, тоа е една чудна, тоа невиден менталитет. Доаѓаш таму, ајде, тренираме, правиме, пустиме, ја и Глигоров со мене помошник го земав, ние со тетрадки, со све доаѓа, тренери, одеднаш ги нема тројца, кај се? А коуч вика, хач, што е хач? Ја не знам, моли во Мека и Медина, значи таму кога е празникот, слободно е, нема кој сака што сака да иде. И ние тројца играчи и двајца тренери. И се
Ајде, секој клуб има принц. Значи, принцовите имаат, кралот има многу деца, нели, фамилија, и тоа е сите се распоредени, да. И принцот беше, го немаше нигде, јас барам, викам, ајде, викам, 3 месеца плата нема, ја дадов некои пари за станот во Скопје, ми требаат пари, леле, викам, ќе изгорам тука. Доаѓам таму, викаат букра, иншала букра. Кај нив стално е иншала букра, и чај се пие нон-стоп, и доаѓам кај секретарот, викам, иншала букра, дојди утре, викам, готово. И доаѓа он после известно време, беше при крај, и колку треба да се плати, зборам се, не сеќам, да кажеме 60.000 марка, он вика заокружи на 70. И ја вака останав, викам. Ја од стрес, нели, од стрес од тоа дали ќе добиам парите, одеднаш добиеш наградата од си работела. Ама тоа е чудо, тоа мислам таму не знам дали имате искуство, таму нема директно пари награда од принцот директно оплико, со кеш, нема порез на парите. Еве ти ги парите. Па една ситуација. А што ти вика 10.000 плюс за 9, да заокружи. Не, дали беше 51, не се сеќам се, или 61, заокружи му на 60, му викам на тој. Друга ситуација за Саудиска Арабија, станува азијски првак Ал Хилал и доаѓа сите вработени добиваат чек за фудбал. И мене доаѓа чек 10.000 реали, 5.000 марки. Тој што ги пумпа топките, 10.000 марки или 20.000 марки награда. Ама тоа е во фудбалот, во азијскиот Ама во фудбалот, азијскиот првак. Сега да кажам, сите што беа вработени добиаат чекови, добиаат. Сега да се потсетиме, азијски првак стана 2000-та година, го совлада Џубило од Јапонија, тренер таму Ѓоко Хаџиевски, кај се средуваат патиштата. И така, тие аман да останеш да правиме до она, ја викам само да се стигнам некако до Скопје. Баш имавме ситуација на тој директорот на клубот Сулеман ми испраќа на крај, имаше една анекдота малце послободна, да кажеме, нека се насмеат гледачите, кога доаѓа таму е живот на мажи, таму во Саудиска Арабија нема само мажи работат сегде. Жените само дома и со скриени, вика, пази тука. Дури не може ни да ги видиш. Не може да ги видиш. Дури и очите не. Вика тука за неверство, жените каменување до смрт, мажите со сечење глава, секој петок во 5 сат сечење глава за дрога, за тоа имаше тоа, ме вика дојди таму не идам. И ми испраќа после на крај, си одам за тоа, вика коуч, заборав да ти кажам, вика, вистина е тоа, ама потребно е да видат 4 сведока, да видат како се врши таа работа, да ме и се смее. Значи, практично не може. Секој девија, Не, вика дека за да се казни човекот за неверство, потребни се 4 сведоци да бидат присутни на таа работа. Значи, автоматски не може да никогаш. Сега да ви кажам, колку ние кога доаѓаме таму, кога ќе ти кажат некоја работа, тоа е страшна работа. Доаѓаш во една нова култура, каде што ти викаат секој петок имаш одрубување глави за оние кои се бават со криминал, нели, со дрога, со убиства, со тие работи. Ние само вака гледаме. Тренинг сала, доаѓаш у кола, 50 степени, влагаш у кола, клима, влагаш у сала, клима, влагаш у трговски центри, клима. Али знаете како е? Тоа е како да има 4 вентилатори што греат топло, како водно, стајани од 4 страни и да дува цело време. Ријад е центар. Значи, сув, а дамам е влажен воздухот. Таму кога искочиме од авион, влага. Значи, тоа е мала... Да, за Саудиска Арабија, да. Сега Саудиска Арабија се задржа колку време? Па година и календарски година, таму и ме вика кога се вратив Аџи Савес. Си барем седењето таму да станот да се исплати? 2 стана. Мислам тоа најголемиот берекет во спортот од Саудиска Арабија. Тие не штедат. Не штедат. Не, па сите штедат сега. Ја викам не може тешко да се издржува. Јас кога беше Јорданеску тренер, познатиот румунски тренер, и седиме заедно и идеме како што. Ја викам, тука нема тренер, тука со Господ напред, почна да ме грли, да ми ги би, така е така, он пат бетер од мене, дисциплина бара. Каде тука, не може дисциплина, таму времето стои. Они седат, пијат чајви, ја идам кај директорот, куќа огромна, во дворот шатор. И не сака дома да седи, сака во шатор да седи. Ке идеме со кола, ке ме земат по автопатот и се паркираат и со термусите чај се пие, уживаат. Сосема друга култура. Добро, тоа е навики, култура, и се враќам назад, и така. И сега ти продолжуваш како тренер овде и доаѓа еден
би рекол, турбулентен тренерски период за тебе. Македонија, сениорска репрезентација, машка Македонија, сениорска репрезентација, женска, па како Младост Богданци, Металург, Богданци, клубови, па Кометал пред згаснувањето, женската екипа на Кометал и така, ајде сега за тој период може интересен е, поступаш, односно продолжуваш во репрезентацијата. Да, малце бе да, тој период од 2 години, 3, значи поминав и доаѓам директно како селектор 2000 година, баш во новите простори тука, блиску до Олимпискиот комитет, кој ги направи со Душо Кадиевски, исто амбициозен проект и све, ама сепак имаше некои недоразбирање околу презентирањето на програмата. Јас и пред тоа кога зборев за тоа дека треба да имаш како тренер, ги се повратам назад, да имаш визија, да имаш план и да имаш макотрпна работа, значи тоа мора да има лоби група, значи мора да го поддржат сите, нема импровизација тука, не може ние со 2 утакмици да идеш на светско првенство да бараш резултат или со 3 дена припреми, подготов. Како работи, треба да се прифатат тие принципи и методи. На тие работи, значи јас не можев да работам ако ги прифатам нивните начела за работа, дека мојата работа нема да успее. И тука се тоа беше првиот пат селектор. Сениорската репрезентација колку време не се задржа? 6-7 месеци беше така. После правиш пауза и повторно пак си во репрезентација. 3 пати бев селектор на машката репрезентација на Македонија, па бев меѓувреме отидов во Богданци, 4 кола во ЕХ. Младост Богданци беше добра екипа, имаше и руси тогаш. Имаше тогаш еден остана, двајца, другите си замина, после тоа ние со Младинска, тоа беше Стоилов, Мите Арнаудови, сите тие што беа после репрезентативци направивме чудо до 4-то коло. Председателот Петрушев на крај ми вика, ама бе љубе, шо ми направи, вика, ние банкротираме, вика. Секој патување 20-30 марки, тоа патување тешко е, мислам, нема никој ни дава пари. Исто и тоа беше убав проект со млада репрезентација, со млади играчи, исто Кавга со еден од управата, со игравме со Гудме, меѓу 5-6 екипи во врвот на Европа, тука во Богданци, тој пцуе играчи, викам, немој да пцуеш, пак 2-3 пати, он што му викаше на играчот, ја му го кажав и после тоа ми вика, љубе, на крајот так ми се управта реши и вика, да си одиш, па ќе си одам, вика, имам 2 чекам да си одам. Значи, кавгите секојаш кога доаѓаат, како, сакам да кажам, тие се главни. И знаат се. И раковет, и тактики, и се. Па тие луѓе се, додуше, сите пронисливи, паметни, не се толку глупи луѓе, ама друго е ти да бидеш директор, да бидеш шеф. Не може да оценат и проценат докаде е таа црвена линија, тој може да биде. Може би најмногу го сака клубот од сите, најмногу вложил. Меѓутоа се знае каде му е местото, се знае каде е местото. Он не живее со играчите. Тебе тоа те нервира. Он не знае, например, дека Кирил Лазаров кој игра од таа страна кај што не може да има измена, мора да имаш крило кој игра второ во одбрана. Зашто не го ставаш него? Затоа што не го ставам него, затоа што мора да го замени Кире во одбрана. Ако го вадиш од таа страна, па ќе Дурдотрча нема да биде. Зашто не го ставаш тој? Па тој не може да игра затоа што тука ќе му пукне одбраната, ќе пукне. Они не сваќаат тоа. И докаш доаѓа они не окажуваат тоа на начин на кој ти можеш да дискутираш како ние што разговараме сега, него ќе дојде на терен пред играчите, а ти со играчите си поставил еден однос. Ги бунеш и со на одбрана 3-2-1. Да. Ти викаш, што играш 3-2-1, гледаш овие со 2 пикера. Да, со 2 пикера ти остануваш. Он не може да свати дека 3-2-1 се модифицира, значи имаш се спушта. Да, се спушташ назад и све, ама тоа се анегдоти. Децата што се во игра знаат кога се втрчуваат двајца како да се постават. Ама ќе направи белја, значи ќе направи сукоп. Што е она? Ќе имаш една хармонија. Во тренерската работа ти си лидерот, ти ја водиш екипата. Ако дојде некој ти се умеша и ти го наруши рейтингот, ти го наруши таа дисциплина што имаш, сакаш не ќе. Они после гребат играчите. Викат мене генералниот секретар. Не, ама готово. Па нема. Сега тие надпревари со сениорската репрезентација, ти беше во 3 наврата, машката репрезентација. Со Украина беше страшно, ние направивме исто импровизација, замислите, ме фрлија како песмата на што вика, го пратија дедо на нива змиите да го изедат. У Битола, припреми пак топло време, пекол, јас селектор, тренер, директор, никој, само ја, лекар, само ја, замислите една ситуација. И дојде после квалификациите цел сојуз.
се нацртаа таму. И јадници седат, пијат, јадат таму на сметки, на ово, но ние немаме чоколада, сакаме да ги освежиме играчите. Направивме турнир во Грција, ги тепавме и Грција, и Норвешка јака, значи имавме и Турција, значи еден подем, една страшна атмосфера обитува, тоа не може да заборавам, тоа 5000 публика тука, доаѓа една страшна репрезентација која не газаше по 10-15 разлика пред тоа. И пак Зоки среќа во животот. Значи ние играме, се држиме 35 минута, доаѓаме 6 разлика за нас. А ти знаеш во спортот кулминацијата доаѓаш треба на крај да ја бркаш. Ние не можам да ги вадам на играчите да ја успорам, може ќе направиш контраефект. Значи среќа да тој успон требаше да биде негде од 50-та минута може и ќе доеш тешко ќе паднеш. Да се издржиш, да бркат, ама одржуваш. И ние топ почнаме да паѓаме, и тепавме 2 разлика и пак беше голем успех. Тоа идеме на таму и пак игравме добро, таму играме во Унгарија. Една страшна репрезентација, со двајцата кубанци, овие страшна екипа. И доаѓаме 1 разлика, 2 разлика и на крај се одвоја тепа за 1 гол поминав. Значи еден страшен, тој пак се навлакам, ја неколку пати во животот кој ме прашуваат зашто се откажуваш. Значи имаш проект, сакаш да направиш. Мене не можеш да го. Во главата ми било не да бидам учесник, сакам да бидам првак, европски првак. Значи малце чудно кога речеш сакаш ти светски првак, али ако немаш идеја, ако немаш желба да биде светски првак, зашто работиш? Да бидеш само учесник? Нема. И тука доаѓа тој сукоп и после тоа исто така се напушта тоа. Гледам овде повторно Турција во твојата спортска раковетна биографија 2005-2006. Се ми се чини дека во тој период отпатува таму како прв стручак, да бидеш прв стручак на Турската раковетна федерација. Да, бев и во Турција. Значи 2005 година ме повика Турската федерација, бев селектор на сите машки селекции. Веднаш отидовме на Медитеранските игри, покажавме некој виден напредок, ја направив една комплетна реорганизација, работев и со кадети и со јуниори, селектиравме многу играчи, но амбициите и самиот сојуз аматерски во однос на кошарката и одбојката кои имаат професионални федерации и све некако полека и јас сакав да направиме една нова реорганизација во која ќе направиме успех. Таа година поминав, имам убави спомени од Турција и овие плакети, одржавме неколку семинари, се надам дека оставив печат за моето работење и потоа се вратив во Македонија. Споменав дека работеше и со женската екипа на Кометал, па беше и селектор на женската репрезентација на прв. Претходно малце во два низа во Металург, исто тие се благодарни кога разговараме со бившите председатели на управата, вика ти ни го покажа патот како се прави Металург. Вика па исто ти бараш кој што бара Линот Шербер. Сите што сакаат успех бараат исто. Гушчици тимот од постари се скарав со некои играчи, ама не можеш ти успех да бараш со стари ветерани. Значи патот го траси. Има некој од нив. Да. Меѓутоа се знае кој и тие што се позитивци, негативците не може да видат. И значи тука доаѓам едно искуство го имам од таму и доаѓам селектор во несреќен момент кога почна да згасне Металург, значи почна да јањава, нема толку пари, нема толку Нишевиќ доаѓа тренер, нема сите утакмици изгубени и мотивите. И доаѓа Бојков, разговара на предлог на Трифун Костовски, тој беше одушевен од атмосферата во Битола и со унгарците, вика само Јупчо Савески. Доаѓам, идеме за Лада Тољати, сите утакмици изгубени. И не знам, еден тренинг и одма таму и одличен резултат. Изгубивме за Кометал. За Кометал. Веќе доаѓам Кометал и селектор. Значи во исто време станувам тренер и доаѓа светското првенство во Франција. И правам состанок таму и кажам, Бојков се јавува, вика да кажам, викам се извинувам председателе, викам вие не можете да зборите за што се односи за утакмицата, може да збориме за патување за тие работи. И после тоа ми кажуваат играчите кога правиме мовет, си правиле меѓу себе. Готово. Нема да издржи многу. Ја се заврши. Збориме во нешто за принципи на работа, нели? И доаѓаме во ситуација кога за 10 дена подготвуваме екипа која повеќето играчки
македонки кои ни 5 минути не влагаат во екипата. Се ствара работна атмосфера, работиме фантастично тие 2 недели, идеме таму, јас со оптимизам, они со оптимизам, идеме со Русија, светски првак, играме до 55-56, за да држиме тоа. Тие се чудат што е сега оваа работа. Не е таа екипа која ја очекува, нели све. И малце, добро, душе, добрите екипи секојаш не играат добро во првите утакмици, чекаат на газија, тие тепа. Ама пак кажувам еден добар потоа, после играме со Бразил. Таа екипа стана светски првак. И ние ги тепаме и се пласираме автоматски во второ коло. Едно расположение, едно задоволство од сето тоа и тука беше многу голем прием во Македонија. И после тоа продолживме во вториот дел, нормално толку не може да се издржи со 10 дена подготовки, паѓаш Норвешка исто иден светски првак, Ангола првак на Африка, страшна репрезентација, доаѓаме така и сепак позитивно тоа. И веќе правам план за Европското првенство 2008. Значи голем план за да се направиме имав во план да ги поканам Будимир и Аморин да добијат државјанство, страшни бекови. Да направиме медаља, да направиме. А ова беше 2007 светското. 2007 завршува 2007 и почнувам нов. Ти веќе си имаш визија за понатам. Да, и почнуваат тогаш веќе почнуваат. Ама визијата никако. Почна да рушат. Не одговара тоа, ти си главен. Ти сакаш да раководиш со таа работа. Првата кавга беше со Радуловиќ во Тојадија, состанок имам 25 минути. Она века после 5 минути почна века каде бе овој состанок, вика ние 5 минути состанок, 10 минути вика што е ова? Добро, ја зачуте втора на утакмица, па нешто дискутираше, седнав на клупа. И ние играме добро и без неа. И после тоа вика јас откажам на репутација. Добро, не и се, тоа завршиме, после тоа ја викнав ја на разговор, се смиривме, страшен играч. Сега мораш да иде објасниш дека не може така се понаша тоа. Ама после тоа повторно на припреми, повторно своеволна, ја опоменувам 2 пати, 3 пати ја бркам од тренинг. И ние играме со Хрватска и со Србија без неа и без Платон, Платон и така не требаше да биде. Они прават прес, ме напаѓаат мене. И добро, сега во интерес на екипата, Трифун вика, Трифуновски, вика ајде да се смирите. Ја викам, нема таков играч секој сака, ама она направи грешка, значи треба да се извини, а да продолжиме заедно. Трифун вика, извини се ти на неа, па и она на тебе, викам, не. И доаѓам ја на тренинг, репутација, ми доаѓа писмо од Федерација, писмо, наредба. Читам како Сталин да напишам. Наредувам селекторот да ја прими Радуловиќ на репутација. Јас му викам на помошникот на Григоров, земи репутацијата, јас доека не го решам тоа, доека не се извини не. На писмото мислам да не можам тоа, како треба да напишам нешто. Благодарам. И се толку беше тоа, види кој тренер би го напишал тоа, доаѓа се Европско првенство во Скопје. Нели тоа, значи, ама не може така, ако она доаѓа сама се она, како ќе имаш ти она вика ми го наруши, сака селекторот Савески да го гради авторитетот врз мене, она вика. Не е точно, селекторот Савески си има принципи и ако не си дисциплинирана, сигурно нема да го поднеси тоа. Тоа доаѓа, тоа она што викаме ние во животот, доаѓаат работи во кои се случуваат, после тоа доаѓа. Ти сакаше педагошки да го реши случајот? Па добро, педагошки беше до момент кога не направи гест на крајна дисциплина, ја ја вратив исто како на дрско, ја избрекав и викам нормално сега во таа ситуација тренерот како што велите пукна филмот. Жута минута кој ќе дојде викаат и така доаѓа. И доаѓа после тоа од исто последниот проект, последна шанса на репрезентација на покана на повеќето репрезентации, значи Кирил Лазаров и сите инсистираа ја да дојдам селектор повторно. Доаѓа после толку неуспеси нели на репрезентацијата. Доаѓа после доаѓаат годините кога постигнуваме и резултати. Да, која година беше? 11-та во Белград, пето место. Во Хрватска која година? Пред тоа во Хрватска во 2009-та светско првенство влегуваме во втор круг, првиот круг го минавме во Вараштин. Ама сакам да кажам повторно играчите преземаат иницијатива, пукна тука нешто во репрезентацијата, и ајде да видиме. Направивме со Шундовски пукна последен пат. И 2010-та ја доаѓам, 2009-та доаѓам за селектор, 2009-та
а квалификациите се негде почетокот на 2010 година. Во Континентал најдобрите припреми во мојот живот. 3 недели феноменални. Атмосфера, работа, најдобра работа како тренер, совршенство од работа. Тоа беше и екипа и све направено. И човекот кој беше за обезбедување на Континентал ми доаѓа, вика, се извинете селектор да ви кажам, тука доаѓале милион екипи. Ја ваква работа не сум видел, таква дисциплина, ваков ентузијазам. Сакам да кажам што во животот е потребно да успееш, треба стварно да имаш и среќа некојаш. Доаѓаме таму да играме со Литванија. Играчите не можат трчаат вода. Што е работа? Дехидрирани. Имаше некоја работа во тие смесите за витамини, не знам. Играме нарешено со Литванија, значи пак како некој не беше труење тоа, ама тоа е нешто невидено да не може да душа да земат. Не може да целата резерва на вода ја испивме и баравме и немаше вода. И тука полека доаѓа твојот... Ма не, и тука доаѓа после утакмица со Русија, тепаме Русија, 10 разлика. Се враќаме, ние мислиме ќе се пласираме. Расположение, една атмосфера, едно другарство меѓу репрезентацијата. И доаѓа ситуација да Турција се договори со Литванија, тепа 11 разлика и они се пласираат после тоа. Македонија доле, станувам тренер на Вардар, лобито на Металур почна да тренери на Вардар на репутација, да ровари, да почнуваат полека сврчки. Во Тунис идеме да играме таму, Канал 5 објавува на дневник, вика, брука, саветски селекторот се степа со генералниот секретар, нема врска тоа. И почнува, значи, тоа е една работа што... Значи, кариерава твоја испреплетена со се и се. И на крај дојде тој притисок, ја викам, пак људски да можеш да оставиш репутација, не да бидеш ти да ги избракаш тие два тројца. Значи, не може, ако се два тројца недисциплинирани, ќе ги тргнеш, нели? Ајде, тогаш одите вие без мене. И тока беше крај. И во Вардар после тоа исто така дојде ситуација и после тоа сум... Еве, ја опишавме твојата кариера, автобиографија, спортска, раковетна, имаш интересни кажувања, а јас на крајот да кажам за нашите гледачи дека тоа беше нашата спортска легенда Љупчо Савевски.